Вака, јас сум присуствувал на многу тела кои што дават извештаи и образлагања пред комисијата. Ова е можеби едно од најкратките. И да не го коментирам целиот извештај, ќе се задржам само многу кратко на еден момент кој што некако имав чувство дека се претрча на крајот. Можеби тоа ја оценува или ја сублимира целокупната работа на самата комисија во овие последни неколку бројки што представникот на комисијата сега ја укажа. Имено, они како второстепено тело, практично се телото до кое што сите економски оператори или субјекти правни се обраќаат со цел да се жалат на една постапка што направил еден договорен орган. И во однос на работата на самото тело, произлегува соодветната одлука и единствена инстанца понатаму што може да се обжали истата одлука на ова тело е Управниот суд. Од ова што укажа представникот, рече дека 88 постапки такви се обжалени пред Управниот суд. Она што не беше укажано, а мене што навистина ме интересира, прво, каков тип на постапки се. Многу е важно да видиме дали имаме интенција дека комисијата определен тип на делокруг на договори, може би од незината работа дел од договорните органи не се задоволни или фирмите кои што аплицирале, тоа е првото. Практично овие 88 се директно незадоволство од одлуките на комисијата. Второ, може би и многу поважно, колку од овие обжалени тужби пред Управниот суд се всушност со одлука на судот кои што се спротивни на одлуката на комисијата. Практично што им го поништува решението. По колку од тие одлуки е постапено, бидејќи ако нешто има како законска обврска, тоа е да се постапи по одлуките на судот, по колку не е постапено и она што собранието навистина би требало да го интересира и да го чуеме. Јас барем навистина би сакал да го слушнам образложението на комисијата, какво образложение ќе ни даде за постапките кои што одлучил судот, имаме правосилни пресуди, а не е постапено и зошто не е постапено. Каква е таа причина од волкава важност за да не се постапува по одлуките на судот. За оние што помалку се запознаени, само да ви укажам какви импликации тоа би можело да има потенцијални или има, бидејќи ги има. Што значи, ако една постапка, самото нејзино спроведување земе од 3 месеци, ако е отворена постапка, например. Со самото обжалување и роковите кои што се земаат со комисијата се изгубат уште месец и пол до 2. Понатаму, ако се стави на суд самата постапка, постапката пред судот не го одлага действието после одлуката на комисијата, што значи таму тече, да се изгубат уште 2 или 3 месеци, тоа е малте на година дена. Доколку судот одлучи спротивно на комисијата, во тој случај, тој што го добил преметот има основ понатаму се бара надомесна штета. Бидејќи тој договор веќе се реализира кај некој договорен орган. И со сите оние пропратни елементи, изгубена добивка, нематеријално оштетување и така натаму. Бидејќи има импликации, а станува збор за 88 договори. Ќе беше добро да каже, например, и околу кав износ истите. Може да бидат 88 мали набавки, цирка некоја сума која што не го загрузува буџетот, но исто така би можело да бидат носечките договори што ги има во секој сектор, каде што и како се рефлектира во работата и може да има сериозни главоболки и државните органи и институциите кои што се водат, па и комисијата во крајна линија. Тука се моите загрижувања, моите размислувања и мојот интерес ќе биде добро да ги чуеме одговорите на овие прашања. Ви благодарам.